Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Ако се прашувате зошто седам во дрво, затоа што ова е едно старо дрво на мојот имот, кој што само падна. И многу интересно за ова дрво беше тоа што внатре е шупливо. Неам видено такво нешто до сега. Па се решив да исечам дел од него и да пробам да си направам масичка. Па како што видовте, го исеков еден дел од дрвото. Значи сечењето не беше проблем за ова дрво, затоа што е труло, внатре е шупливо, па така само ќешевите требаше да ги сечам и тоа се скрши. Иако морам да признам дека сечев можеби 2 часа, но сепак ако не беше ова дрво труло немаше шанси да го исечам затоа што пречникот му е 1 метро, така да немаше шанси рачно да го пресечам. Меѓутоа еве успеав затоа што е труло, меѓутоа тоа испадна дека е најмал проблем. Дрвото кое што го исеков, затоа што труло е многу тешко, па не знам како ќе успеам да го пренесам до кукичката. Иначе целта ми е од тоа дрво да си го поставам како масичка внатре во кукичката. И мислам дека ќе се вклопи одлично со природниот амбиент на кукичката, да имам и природна масичка од старо починато дрво. И како што кажав, проблем ќе биде да го пренесам тоа, затоа што треба да го пренесам преку реката, после да го носам се горе до кукичката, која што е некаде, не е многу далеку, 200-300 метра е, меѓутоа дрвото е многу тешко и реката е пречка. Меѓутоа веќе го исеков, загреан сум за идејата, сакам да си направам природна масичка у куќата, па ќе пробам, ќе го носам него, ќе обуткам, ќе оттегнам, се надевам ќе успеам да го однесам и се надевам ќе го наместам внатре во кукичката, затоа што е големо и тоа ми е проблем дали ќе може да влезе низ вратата, меѓутоа мислам дека таман е толку. Не можам да одам да мерам, немам ни метро, а и додам да се враќам цело време, ќе се изморам само наваму натаму додам. Затоа одам по некоја претпоставка и ќе го носам дрвото. Па ајде да видиме дали ќе го однесеме. Иначе ова видео ми е дел од дневните активности кои што ги имам, а многу луѓе ми пишуваат снимај се што правиш дневно, а ја некогаш правам секакви работи у текот на денот. Така да кој ќе имам вака некоја активност што е малце поинтересна, ќе ви ја снимам. Иначе скоро секој ден се случува нешто на имотот. Секој ден добивам некоја идеја, секој ден работам нешто, така да нема да ми недостасуваат идеи за снимање на видеа. Но се надевам вас ќе ви бидат интересни, нема да ви бидат досадни, затоа што мене ми е интересно да сечам дрво и да го носам натаму, вас не знам како ќе ви биде. Меѓутоа ете, тоа го правам денеска, па ајде си реков да го споделам со вас и секако заеднички да учествуваме во овој проект и да видиме што ќе испадне. Па ајде одиме да пробаме да го носиме дрвото. Ајде, одиме. Фала ти, дрвце.
најтешкиот дел од работата помина, го пренесов преку реката, сега да го оформам и ми останува уште патот до кукичката и да си ја наместам оваа прекрасна природна масичка во кукичката, направена од мртво дрво кое што само падна. Пак ќе кажам, употребувајте дрва само кои што се суви, сами паднати. Доколку сакате да направите нешто слично, никако не сечете живи дрва, затоа што таа не е убава енергија. А и секако дрвата се поврзани со нас. Ние издишуваме, они вдишуваат. Они издишуваат, ние вдишуваме. Хајде да досредам масичката и продолжуваме да носиме до кукичката. Веќе се осеќам поубаво затоа што ја донесов до тука и однапред се радувам за неа. Значи јас веќе одлучив дека оваа масичка ќе биде супер и ќе изгледа убаво во кукичката. Значи, си ја донесов масичката, иако ми изгледаше на почеток само како идеја, меѓутоа како почнеш да работиш, идејата си се остварува, па така еве ова дрво продолжи да ни користи и после неговата смрт да биде корисно и си најде за секогаш место во мојата кукичка. А јас сум благодарен на ова дрво затоа што ми даваше кислород толку години и сум благодарен затоа што од него сега си направив преубава масичка. Наредно планирам, можеби кога ќе одам во град, ако сум при пари, да ми исечат едно парче стакло и само да го ставам одозгоре. И секако ќе го поминам ова нешто, ќе го заштитам, ќе купам зејтин. Па така тоа ми е планот за оваа масичка, меѓутоа сега за сега ќе ми служи само овака и сум пресреќен за неа. Значи вас ви благодарам што го изгледавте ова видео. Ето, тоа се некои од моите дневни активности. Ќе ви снимам и други овакви видеа што правам на дневна база. И се надевам уживавте како што јас уживав во овој процес, иако напорен, крајниот ефект секогаш дава убава енергија и радост. Посебно кога ќе направите нешто со вашите раце. Ви благодарам уште еднаш. Останете ми во добро, во здравје, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.